Почитувани сограѓани, со особена чест и задоволство ви презентирам отчет за сработеното во третата година од мандатот кој ми го доверивте. Вие, граѓаните, заслужувате да знаете каде и како е потрошен секој ваш денар, а наша обврска е честно, одговорно, транспарентно, отчетно и наменски да ги инвестираме Овие 3 години се соочивме со големи предизвици и наследени проблеми, како заглавени и нефункционални проекти и неисплатени обврски на претходната локална власт. Се соочивме и со период на пост-ковид ситуација, а потоа и голема енергетска и економска криза, како и 2,5 години на централна власт која немаше слух и еднаков третман за општините. И покрај тоа, успеавме да реализираме голем дел од проектите кои беа дел од нашата програма и од потребите на вас, граѓаните на Виница, со кои верувам дека ги подобривме условите за живот на граѓаните, како во градот, така и во населените места. Затоа пак, наредната година, со подршка на новата централна власт, очекувајте рекорден број на проекти во историјата на општина Виница. До сега, овие 3 години, успеавме да реализираме проекти буквално од сите области, од областа на сообраќајната и комунална инфраструктура, водоводни и канализационни мрежи, животната средина, културата, спортот, образованието и детската заштита, урбанизмот, противпожарната заштита, како и подршка на граѓани и невладени организации. Во делот на сообраќајната инфраструктура реализирани се проекти за изградба, реконструкција и рехабилитација на 30 улици и локални патишта во Виница и населените места Блатец, Градец, Истибања и Трсино во должина од 12 километри. Извршено е поплочување на улици и тротоари во Виница и населените места Јакимово и Истибања на површина од 5000 метри квадратни. Во предтендерска постапка е изградба и реконструкција на уште 5 улици во Виница и населените места Јакимово и Црнкамен. Имаме склучено договор за изградба и реконструкција уште на 10 улици во Виница и населените места Пекљани, Крушево, Блатец, Липец, Градец и Лески. Се посветивме во подобрување на патната и сообраќајната инфраструктура, бидејќи со години наназад тоа беше запоставено, а ова особено важи за населените места. Во делот на водостопанската и канализационната мрежа реализирани се повеќе проекти, и тоа доградба на филтер станицата за вода во Виница, реконструкција на дел од водната мрежа во село Блатец, изградба и реконструкција на водводната мрежа на 9 улици во Виница, изградба на фекална канализација во Липец и на 4 улици во градот Виница. Внимание како никогаш досега посветуваме и на животната средина, за што се реализирани следните проекти. Затворена е градската депонија во село Лески, како и дивите депонии во селата Истибања, Блатец и Виничка кршла. Извршивме набавка на специализирано комунално возило за собирање отпад и машина за метење и одржување хигиена на јавни површини. Исто така, инсталирани се фотоволтаични системи на административната зграда на општина Виница. Со поддршка од новата влада, во тендерска постапка се 2 капитални проекти, и тоа регулација на речното корито на Градечка река во должина од 700 метри и регулација на речното корито на Виничка река и партерно уредување на истата во должина од 750 метри. Во делот на образованието и детската заштита, во континуитет се остварени вложувања за подобрување на условите за одвивање на наставата. Отворена е сензорна соба за лицата со интелектуална и телесна попреченост во Виница, извршена е реконструкција на објектите на сите основни училишта во Виница, Блатец и Драгобраште и подрачните училишта во Истибања и Липец, средното општинско училиште и детската градинка во 2 објекти во Виница и објектите во Истибања и Блатец. Отворен е мултимедијален центар и извршено е хортикултурно уредување и поставување на урбена опрема во основното училиште Славчо Стојменски Виница. Уредени се детски забавни паркови и поставена урбана опрема во 2 објекти на детската градинка во градот. Бевме исклучително посветени на културната дејност и развојот на спортот и поддржавме низа важни манифестации и настани, со што се поттикнува дружењето на младите. Реконструирани и пуштени во употреба се 2 капитални проекти од областа на културата, и тоа старата киносала, која 20 години беше надвор од употреба, сега е комплетно реновирана и освен за проектирање на филмови, ќе се користи и за многу други културни настани.
И сината сала во Домот на културата Тошо Арсов во Виница е комплетно реновирана и доби сосема нов лик, како култно место во кое се одржуваат културни настани од домашен и меѓународен карактер. За поддршка на културата и културни настани беа издвоени над 6 милиони денари. Изграден е современ кошаркарски терен и теретана на отворено. Со над 8 милиони денари беше поддржан спортот во општина Виница со финансиска поддршка за спортските клубови и спортските настани кои се одржуваат во нашата општина. Во делот на поддршката за млади формиран е локалниот младински совет. Со засилено темпо, како никогаш досега, работевме и во областа на урбанизмот, што е основа за идниот развој на општината. Донесени се неколку урбанистички проекти за изградба на капитални проекти, а во завршна фаза е изработката на 4 детални урбанистички планови во Виница и урбанистички планови за 4 села. А во тек на изработка е урбанистички план во населено место за изградба на индустријска зона за мало стопанство, со што ќе одговориме на барањата на потенцијалните домашни и странски инвеститори. Во поглед на противпожарната заштина преземени се повеќе активности. После подолг временски период успеавме да обезбедиме донација на 2 специјализирани противпожарни возила и опрема за пожарникарите, со што се комплетира возниот парк на територијалната противпожарна единица Виница. Финансиски и логистички е поддржано доброволното противпожарно друштво од Виница. За поддршка на невладените организации и социјално загрозени семејства одвоивме финансиски средства во износ од над 3 милиони денари. Во завршна фаза на изградба се 2 капитални проекти, и тоа изградба на затворениот градски пазар и изградба на термоизолациона фасада на административната зграда на општина Виница. Од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија во предтендерска постапка е проектот за уредување на кејот на Градечка река во урбаниот дел на Виница во должина од 1 километар. Ова се само дел од многуте реализирани проекти во општина Виница. Почитувани, сето ова немаше да биде направено без нашата посветеност и работа, но и без довербата и соработката од страна на вас, граѓаните на општина Виница. Но не застануваме тука. Со помош на средства обезбедени од буџетот на општина Виница, како и од средствата од владата на Република Македонија, предвидени за нашата општина, во 2025 година продолжуваме да работиме со засилено темпо, за да створиме подобри услови за живот и да ја направиме Виница пристојно место за живење.